Највисокиот нуклеарен регулатор на Обединетите нации патува низ Азија и Пацификот со порака. Јапонскиот план за испуштање на затворената нуклеарна станица Фукушима Деичи ги исполнува меѓународните безбедносни стандарди. Агенцијата одобри ослободување на 1 милион метрички тони пречистена нуклеарна отпадна вода во Тихиот океан. Ќе објаснам што прави Меѓународната агенција за атомска енергија, а не Јапонија, за да се осигура дека нема проблем и дека животната средина нема да има негативно влијание. Меѓународната агенција за атомска енергија ќе создаде работна група за следење на радиоактивноста за време на објавувањето на јавно известување за информациите. Компанијата за електрична енергија на Токио, ТЕПКО, јавно известува за нивоата на радиоактивност од 2011, вели Джонатан Коп од Светската нуклеарна асоциација. Мислам дека ТЕПКО разбира дека транспарентноста во овој процес е апсолутно витална за да се добие поддршка, да се добие прифаќање дека ова е процесот кој е најдобриот начин напред. Коп вели дека процесот одобрен од Меѓународната агенција за атомска енергија користи хемија за отстранување на тешки радиоактивни елементи, додека го разредува изотопот тритиум, кој е невозможно целосно да се отстрани. Тие нема да испуштаат повисоки нивоа на тритиум отколку што би им било дозволено да прават повеќе од една година кога самата фабрика работеше. Сепак, јапонските и јужнокорејски рибари протестираат против планот, предупредувајќи дека ќе им ги уништи средствата за живот. Не само јужнокорејците, туку и луѓето ширум светот ќе се чувствуваат небезбедни ако користат морска храна и риба. Пекинг повика на пауза на објавувањата, додека Меѓународната агенција за атомска енергија не открие повеќе детали за својот план за мониторинг. Кој ќе го следи испуштањето што толку долго има неизвестност? Доктор Ивана Николич Хјус, претседател на фондацијата Доба за нуклеарен мир, непрофитна организација која се залага за свет без нуклеарно оружје, го дели тој скептицизам. Вели дека е разочарана што Меѓународната агенција за атомска енергија не испитала други алтернативни методи на отстранување, како што е заробување на тритиумот во бетон. Тие едноставно рекоа, ќе го разгледаме овој план од ТЕПКО, а потоа во суштина го спроведуваат без да кажат, да погледнеме алтернативи, да ги разгледаме потенцијалните трошоци и придобивки. Компанијата за електрична енергија ТЕПКО соопшти дека ќе го снема капацитетот за складирање до следната година и посочи дека ќе започне со испуштање на водата во текот на летото.